Како да креирате силни лозинги? Креирајте долга лозинка која ќе содржи повеќе видови знаци. Колку е подолга вашата лозинка, толку повеќе комбинации има и толку потешко може да се открие. Понатаму, вклучувањето на големи и мали букви, бројки, символи и празни места може да ја направат вашата лозинка посложена. Например, можете да ја замените буквата О со бројот 0, С со знакот $, 1 со знакот извичник. А исто така можете да вклучите големи букви и други символи. Од тука, наместо да изберете јака лозинка ќе биде многу подобар избор. Не користете една лозинка за сите веб страници. Употребата на иста лозинка за повеќе различни локации може да биде ризична. Ако некој ја добие вашата лозинка за еден профил, тоа лице може да упадне во вашите профили и на други страници, како што се e-пошта или дури и онлайн банкарски системи, и на тој начин да ги украде вашите пари или вашиот идентитет. Не користете лични податоци и вообичаени зборови. Не користете лични информации кои лесно се погодуваат, како што се вашето корисничко име или вистинско име на домашно милениче или роден ден. Покрај тоа, избегнувајте вообичаени зборови, да вклучите шема на клучни зборови како QAZWSX и QWERTY, фрази како PWFORFB или лозинки како ABCD 1, 2, 3, 4. Овие опции за лозинка го олеснуваат пробивањето на вашите профили. Наместо да ги запишувате на хартија, обидете се да ги памтите вашите лозинки. Ако веќе мора некаде да ја запишете лозинката, скрите ја на место каде што никој не може да ја најде и не ставајте наслов лозинка. Исто така, правилото за создавање индивидуализирана лозинка може да помогне лозинките полесно да се памтат. Например, можете да креирате специфична фраза како Facebook е мојата омилена социјална мрежа и да ја земете почетната точка на секој збор како основа на лозинката FBEMOSM извичник. Потоа, врз основа на правилото што го спомнавме претходно, сменете го овој акроним во F6 E M 0 $M извичник.